певаше Дедо Мраз, дојде и кај нас, ги удри два-три шамари. Внука ми така пееше, ни удри два-три шамари и една вклоца газ. Кај си Горане од кој се Ево не повторпат во твојата емисија. Повторпат, да. Сега веќе како Ти дома. кажем право огнен негде таму, не знам кај по онаквите 200 пати ма дојде, но уште 200 ќе дојди малце за него, нека иди. Нека научи. Сега новогодишно. Да. Овогодишно. Тоа е тоа. Шо имаме? Слушам новости, има нешто. Да. Кај да е постновогодишно? Кај да е, нема да ти дојам во емисија во наредна година. Да, море, како не погоди за да биди таму по првиот ден, па може да и поклон некој ако се роди. Телевизорот? Да, бе, да, земеше некој телевизорче. Па ќе видиме ако. Башка тројка, може и 3 поклони ги даја, Ќе може речеме да издржиш колку што можеш да покнолувал. Да. Те видиш. Абе не се знае. Ќе видиме. Не Може ќе кариме еден телевизор. Дај Боже. Да. Дај Боже. Јас да сум ко тие таму што дават, 3 ќе ти дам. Да не знаеш што да му преш. Треба и 4 треба. Еден за мајката. Еден имаш, за мајката. пример, еден имаш дома, еден евентуално в спални, се уште 3 ти дават и што да го прем сега на телевизор. Това во спалната ќе Да, ставиш. бе, да, си клаиш вака. Стерео. Си наредиш. Стерео телевизори. Што имаме, Звер? Да, ништо. Се спремаш, Да, а? сега пред, нели, со свирки во декември стеравме. Гужвесто малце. Ужасно, Бога. Чекаме бебуши и така. Убаво правите, ти кажам. Све окей. Све окей. Нешто слушам таму си настапувал Супер Хикс, нешто Да. она. Се дешаваат работи. повратив. Се поврати малце? Се повратив со Супер Хикс, да. Правевме муавет минати опат исто за темата. Кажи ми, вака новогодишно што свиревте по овие настапите вече? Натаму, Генерално, тие предновогодишни корпоративни ивенти и тие, знаеш, како малце по-културно ќе почнете и крајот е така малце по-хаотичен, ама генерално све било така добро на ниво, да речам. Шу. Успешно. Јас да ти кажам право, никогаш не сум бил на таква корпоративна, пошто неам во фирма работено. В телевизија сам, ама ние не оиме на Нова година, идиме тука на Нова година. И обично, ама што вакаш имам слушано муавети, многу секој ќе дојдат, леле, тие неќа да се видат цела година, леле, шо преш, како си го ново Да, со колегата од канцеларија. Абе, тука, марифети, имаше една случка што ми кажува таму за негде Холандија, Унгарија, од една тука компанија што лета многу, кај што правеле таму во Унгарија некои настани. Па сите овие нашите што биле од тука си излегле од кожата што се вика, таму се преродиле како нови луѓе, вели, ги гледаш, не познаваш. Ој од кај нас беше, и од кај беше. Чудна работа нова година. Ова се смеел. Виде, Нова година ги вади духовите од луѓето. За да душа, нашата Нова година потаму е таму некаде, како се вика, 14 јануар, ама да, ние ги си ги прославиме двете. А саш нешто друго, вака новогодишно Ти како се кажи? Убаво сум, брат. Убаво сум бериќа тие со настани, со чуда, со снимање, со свирење, со пеење. Ја ти кажам право, кога ме прашат, кога ме прашаја каде за Нова година и цело време порано, ваму ќе свирам, таму ќе си, па дента ваму, вечерта таму, сега тука си сум. Дојдам до Макински на кафанско столче вака, на барско столче. И работно шо, и работно. Порно овде да си свирам, си се дружиме со луѓето вака со публиката, отколку додам негде душата да ми излегва. Ешо ти и годините си го прават своје. Јас свирам вечер. Свириш, а? Свирам вечер. Ти не се откажуваш ти, мака си. Да. Кај си? Па сега морам финансиите да ги те разбирам. И јас пред да побарам жената исто беше. Ќе загинем по патиштата, возивам. 3 бебешки кревечиња, 3 колички. За трите пелени. Купив си минивен? Да, браво. Јас намајта под филмовите што ги гледам. Не, мајта, мораш. Браво. Епа со 4 деца. Мајстор, браво мајстор. Тоа е моето. Поздрав и до сопругата. Браво мајсторе, поздрав и до сопругата и до мојата. Ова ни е фактички интерна шега, дека сите мене ми честитаа браво мајсторе. А ствари ти не атагиш маката. Далеко од мајсторот нели. Уствари во пекарата, да. Иако морам да признавам дека многу шампионски, еве се уште шампионски ја поднесе целата бременост и целиот тој процес на растење, растење на бебињата. Едноставно, знаеш како
Сега нова медицина, поновиве доктори гинеколози ми се допаѓа многу што не се стереотипни. Сега ако си бремена, одмарај, немој да напротив, да си го тераш темпото што си го терала, меѓутоа нели да се адаптираш малце според да си го слушаш телото. Сега ната е моја, како ти кажам, не ни застана. Ден денес, значи не застана, тоа се работа со све. И тој мислам дека и допринесе за да е бременоста многу лесна, да нема никакви проблеми во текот на бременоста. Сега големка си е веќе нормално 3 бебиња во стомак. Тешко е вртењето само. Не, ќе си потјутваш сега, тоа е. Да, тешко е вртењето и така малце и помагам јас за вртењето, меѓутоа генерално морам да признам дека стварно многу шампионски ја. Браво. И ја поднесе Шампион. Мислам да ја поздравиме новогодишна, не ја заслужи се, нели? Јас како мајстор морам да ја поздравам и нејзин. Дефинитивно. Видите се, кој е мајсторо? Обично двајца за танго треба. Не е мала работата. Браво. Алал да му е, вистина е подвиг. Значи да го издржиш ова цело не е мала работа. А за понатаму ќе видиме како ќе се види вака, са таа ќе трпи 9 месеци, а после толбата е види здрави живот. Сега сум ставилен на следното интервју ќе видиме. Не те барам на емисии, после тоа седи уживај. На другите интервјуа може ќе сум лабилен, сега сум стабилен. Ако зубо нека. Битно се здрави живи. Ама мислам дека ќе можам да си биди сега кој што треба. Така е. Па тоа другото после лабилен, стабилен, никој не сме стабилни секако. Ја моето си го направив. Така обично. На нив оставаме сега, на младите оставаме. Сами бебиња. Чешити. Оставаме на младите. Убава работа. Убаво е, знаеш, ќе влезите во новата година и ќе почнете со нешто ново. Нов живот, скроз, ќе ви се смени комплетно живот. Замера, брат. Напорно. Напорно. Замера ќе види. Не знам да ти кажам, јас, новогодишниот дух некако на веселба ме тера, ми се свири нешто, немам што ми се свири, само ти кажам. Имаш вака некоја идеја што да направиме. Поема немам, да направиме нешто поинтересно. Поинтересно, да ги размрдаме малце луѓето. Кај си битичко? Ај си е! Пак ми дојде? Нешто, дури кафе се свари. Убаво направи. Убаво, Огнен ми спие иначе уште малце. Земи си од микрофонот, само што ти мене. Абе, од кај дојде ти, море? Абе, тој спие тука. Успат поминував, ми каже, муаве ти сте правиле, па и реков едно кафе си направи. Ако ве супер. Се слушаме добро, Мато? Зубаво зарно. Замерам, живи се. За многу години. За многу години, убајни само да види. Треба да се горат дрвата. А те слушна преска, а ти викаше надвор, досадни сме нешто, само су муабети или? Еден паркираше, не можеше да... Веќе се прекукла, знаеш, дојде на чак. Добро. Сакаш нешто весело да испириме? Па јас и... Тој ќе те праша. Тоа ми спомнаја. Што ти текна? Покрај овајте муавети нешто весело за свирење. Тоа од некој гледач не ти си ме јавено море. Море 3-4 бандери има лисија залепени онде. Прават убај муавети и убај музики свират. И дојдов. И какви се ти овој музики? Скинав долу телефоните ти звонам, ама не креваш. Не крева. Пред на сајлент. Важен се прам, нова година е брат, кој крева? Господа, му дојдовме веќе, сега го коливме и нема кај да оди го. Нема кај. Досардисавме. Не ни сака да оди негде. Да го Освен кај расположиме. жената да се. Да го расположиме. Да го расположиме малце, а шо викаш? Што вака ми влезе некако во... Влезе да, Кафеджиски, не? со кафето. Дај на пијачка да му свртиме работата. Влезе со отворени очи. Наострен. Ококорен, Наострен за забава влезе. Ајде да го изненадиме, бе. Да, бе, шо, да му на пијачка да сврти Ајде нешто работата. новогодишно да му кажеме, сакаш? Ај.
Браво, мајсторе. Момана со бъш на крају му заврши. Најубавите песни се завршваат со бъш. Нема И со појата. ча-ча-ча. Со чача. Не, на времето кога имаше такви ќе свири на крај та-та-та. Мора со та-та-та. Или овие што е на Евровизија. Там, та-да-дам, нешто или та-дам, да мора така иначе. Театрално. Ако не завршеше театрално, ништо од песната, готово. Шубаво вака се појаве. Со се тапам. Почесто ќе идам од време на време. Да идиш, брат. Ќе поминувам овде. Денес, пошто денот таков е, помини неколку пати да се подружиме малце, бе. Убаво ми биде нова година, знаеш. Да. Зафатил. Во ова новата година, Ова новата, старата да испратиме, новата да ја пречекаме. да ја препратиме. Убу. Кај рече дека одиш, извини, дека успат? Поминувам еден другар онда му заглави колата да ја турниме, ми звона. Ако треба помош, викајте. Да шетав нешто и така. Викајте куќето го шеташе може. Да. Викајте ако треба помош, ќе турниме ше. Викајте, ако ве слушниме, ќе дојдеме. Тој се лушни некој. Ако не ве слушниме, ќе Нема да слушам. некој друг, да. Тој си вика, ние си Некој пееме, друг. тука си сириме, лава. Убо. Фала ти брат што помина. Поздрави по дома. Буба си помина. Пак да те оздравија невестата. Проблем. Ние тамани при крај бевме Да. така, да. Убаво Ама, си поминавте? да, окей. Убаво си поминав. Какви ги има, супер си поминав. Зеди, брат. Што зборуваш? Земам кафето. Земи си го вате, само тој микрофон остајни го, ти мош ке ни треба. Да не го земиш в джеб да го клеиш. Абе, ке ми се најди, ама добро, ај, друг пат ќе... Тука ќе ти се најди што се секиреш. Оди и види ако треба нешто таму, некој кабел да дојсиме да запалиме, ќе потурниме, не е стар. Ајде, Поздрав, ајде. И реков пред камера ќе помини, добро е. Добар, како в телевизија да имаш работено ти. Така Абе, некако. телевизија многу ти е отворена тебе? Виде? Многу отворено. Сега може уште некој ќе придојди, не можеш да знаеш. Абе брат, тоа е муабето, лабаво да биде. Да. Значи ако не е лабаво, ништо не прави. Мислам, убо е да имаш концепт некој стриктен таков точен, ама сите имат таков концепт. Ама некогаш и до денот зависи. Некогаш и концепт да имаш не е денот. Така Тој е. концепт и подобро да импровизацијата според мене е секогаш најдобра. Дефинитивно. Јас Во дури све. И во дури на- музика, и во разговори, во све. Дури на свирки тоа го практикувам многу Да. пати. Значи влегвам во некоја вода кај што немам влезено и може и да не знам песната или што и да е. Да. Ама аз ќе си влезам. Што ќе биде после точно, не да, е проблем, да, ќе му да. најдеме чарето. Согласувам. Оти го сакам тоа чувството на кога не знаеш каде. Ајде. Така е. Влези. Така е. Дури и, Клизач. и глумци што се пример што глумат во театар, дали си имаат во позадина суфлер кој што им така да го згрешат текстот, сега не секогаш тој суфлер ти е тука и вакво. Е така. И пример при заборавање на текст многу од глумците импровизираат. И тие импровизации секогаш биле најдобро донесени пошто си внесен во целата магија да си во тој контекст, меѓутоа да смислуваш сам што да кажеш. Подседи со муабетот, кога бевме средно, бев фасциниран битола во театарот бевме, не со од училиште веројатно. И знам дека браќата Чореевски беа и уште некој на бината, од постарите глумци. И нели на почеток кажуват исклучете и вашите мобилни телефони, пејџери, уште тогаш имаше и така натаму. И почнува представата игра и звони еднаш телефон. И овие продолжуваат. Звони пак истиот звук на телефон. И тие седнати се намаса, двајцата. И го зборат моментот со телефонот друго платона. да. Абе тоа е, знаеш, култура, луѓето, телефони, звонат, ти си узмуваве, ама го плавува како да е делот приказнава. Да. И третиот пат код звона и се врти братот, чекај малци, извини, дај брат, јави се. Да. Јави се жити мене да заврши си работа, ќе да збораме, не е проблем. Да. Ама и тоа што го рече, и то влезе во делот од муавето како да треба така да биде, како некој Интерактивно. намерно да звони. Интерактивно, да. И седев и си викам, знам дека не е намерно, и си викам, ја колку убаво може да биде, кога ќе се сакаш работата и го знаеш кај тереш. Знаеш, импровизација е, Точно. ама можеш да ја направиш да биде да. баш како што треба да се вклопи во нешто. Ти си има Културна опомена. Да, скроз. Ама го направија, чекај малце нека се јави другарче, да јави се брат, не е проблем, знаеш како. И многу му даде многу
поинакво светло на представата. Ти си има случвано на свирки така? Па на свирка не, пошто генерално сега нели и гласно е сето тоа кога свирам, ама порано кога имав оние јавни настапи во средно музичко и на факултет, кај што се само нели саксофон и пијано и имаш стварно мора да е тивко. Посебно при почеток и при некои делници кај што е тивко се случувало и е многу како за музичар е многу За музичар стресно. е по-лошо, да. Стресно е. Затоа што тотално ти е неочекувано да го имаш во тој момент и не знаеш како да се, мислам не знаеш. Правиот збор е стресно. Стресно. И ако не си доволно искусен, тотално може да се изгубиш од, посебно ако свириш на памет, да излезеш од шина. Миси има случајно. Да. Миси има на испит по клавирито. Ете, да. И ми звони таткови. Наместен пример турски марш нешто на телефонот, монофонот. Почнува нешто врти таму, а јас свирам некоја тида со две раце што е расширена по клавирот. Да, тебе ти звони телефонот. Во сосем трети некој тоналитет. Да. Не знам ни зошто ми звона во 9 савајле човек, ама Не е добро. битно. Така Не е се битно, случи. да. И са то свири, јас свирам, ник не можам, а застанам, пробвам со лактото, го исклучам Да. и со дугмиња, не може, ле, и на крај се насмеа, вие, браво, супер се пратеше, ама дај, исклучи па продолжи. Да. Ужас. Не, мене лично не ми се десило со мој телефон во джеп, пошто сум немал, мислам не сум го чувал во джеп, меѓутоа во публика. И тоа е успери исто зезнато. За фркнада. Во публика да имаш така. Ти го влечи вниманието, особено ако е сосем друга, а обично е сосем друга музика. А обично на нив што им звони телефонот се некои постари личности, Да. некој деда баба и толку им е тоа прво не се ни свесни дека нив им звони или ако сватат дека нив им звони леле во тоа ташните после па Да, и уште тур да по најдам. хаос, да. На брат ми на представа така му се случи танц представа, вујна ми телефонот звони, та си се јавува на средона кога тие луѓето му ја буцат, доставе му вика. И си продолжал со муаве. Хаос, брат. Хаос. Ја кажав на телевизија ќе отепа човек. Ако зубозарно некај, новогодишно, пиен од мене ич не е проблем. Кока-колата го пати. Да. Брат, дај да мани уште нешто, што викаш? Ми е на музика, ми е поке, не ми се збора да И мене брат, да. Така, што сакаш да изморен свирим? сум. Па не ја знам ај сами што ти кажи ти. Јас да кажам, што да кажам? Да речи ме некоја уга. Тераме со народно, пошто нова година. Па не мора и народно, може и друго, ама ако сакаш може и народно. Па да. се ако аве ке почнавме. Да бе, што сакаш? Јас на крај ќе испадне дека народно свирам. Ствари, да бе, А тоа ќе ти ствари веле не пред. свирам народно. Тоа ќе ти веле пред, ти нели не свиреше, сите ги знаеш, што? Не, свирам народно, мислам дома ја си вежбам народно, тоа е Убаво е. чисто ради За прсти, прстите за и техника поинаку е да супер. размислувам и ради све. Дефинитивно. И во некои околности кај што имала потреба чисто да направам на некој мерак, ми се нашло многу. Дефинитивно. Али мислам не свирам народно како народно по свадби, ама певака, окей. Што свириш народно вака? Што сакаш да маниме нешто? Па немам. А, Лези ти ќе да најдам. сега ти треба да запееш. Да заигра, да те гледам весел јас. Чифте игриво, чифте игриво. Опа нина нина нај, нина нај нај, нина нај нина нај, нина нај нај. Опа нина нина нај, нина нај нај, нина нај нина нај нај. Мора да има нешто такво, човеч. Јако. Види, си има ти овие песни шмек некој, Како не? што ми е, како дете, знаеш, пошто ја клаваш во ист кош, особено ако учиш музика, во ист кош ја клаваш и народната, и српската музика, и се што е на свадби што оди, некако ти е точно. во ист кош, Точно, да. а не Не. до душа, не дека и е битно, значи од сите типови на музика има преубави песни, се почитува, се е супер. Ама особено овие нашите македонските што се, дали дека ретко ги слушаме по свадби, понадали што е работата, ама ако ги слушниш, онака ти е Пилето внатре скроз си ти игра. пее рано на савајле. Ја мислам дека и во гените ни е тоа, знаеш, гените, садено, дефинитивно. тапано од
традиционални инструменти не џабе е кажано. Значи традицијата мислам дека се ја носиме со нас. И затоа тој тапанот, јас некако зурлата не знам дали не ја сакам како фреквенција на звук, ама на пример кавалот ми е многу убав инструмент. Знаеш, кога слушнам кавал и тапан, едноставно е некоја, мислам, друга емоција ми побудува. Кавалот е исто наш инструмент, онака од навек што е останат. Точно, да. И звукот милозвучен. Наш е традиционален, така е зборот и тапанот не е можда наш, меѓутоа така е користен во нашата традиција. Точно, сите култури и држави си имаат своји ударни инструменти. Сега ова е нашиот што си го негуваме ние, што си го викаме наше, си го имаме во гените. Така да, дефинитивно. Ето. Ти дали би свирал пример со текот на годините, со зревање, растење, понатаму во животот, дали на пример пошто многу пати ме прашале, јас веќе знам што мислам им одговорам прво кога те прашам тебе. Дали ти би свирал свадба народно, би пеел народни песни, би терал цела? Брат. Да. Мислам, види, никогаш не сум се гледал како така. Ама пред 10 години да те прашав, немаше да ми одговориш. Дефинитивно немаше. Така е. Никогаш не сум се гледал себе си како некој што би пеел свадби. Да. Ама како идат годиниве, некако се поќе ми легнува тоа. Не дека уште немам пробано, не знам како би одело. Исто јас. Ама некако сега веќе можам да се видам во некој таков формат, не дека можда нема никогаш да почнам да пеам свадби, ама не дека не можам да се видам. Пошто дали дека отко правев свадба, па други, трети луѓе она периодов многу имавме околу нашата возраст што се женеа, што се мажеа. Дали од тоа што ги слушав музичарите, па знаев што се може да се направи плюс не знам, некако дали дека снимав народњаци едно време, па така некако ми дојде дома, ми се проврти таа музика. И иако татко ми и дедо ми пример свиреле свадби, татко ми армоникаш, дедо ми кларинетист, ама никогаш претходно не сум размислувал, сега веќе можда и во иднина некојаш би свирел. Не би рекол дека не би го правил. Како идеја во главата не ти нема шанси. Ама оти да не. Исто и јас. Само што малце би ја измодернизирал, знаеш. Исто. Би свирал народно и на свадба, нема никаков проблем, меѓутоа би ја направил да е по сршта контурата на песната меѓутоа би ја изменил малце со текот како што се модернизира све се во животот. Кога би свирал некогаш свадби народно, би го направил тоа како поинаков сет, например, да звучи по-модерно. Јас да ти кажам искрено некако пообратно ги гледам. Оти се сеќам муабет што дедо ми го има правено, дека сите го викале него како кларинетист на времето до Пештани, значи од Пештани иделе до Брезово со кочија, со кола да го викнат да му свири на свадбите. Браво. Ти уствари од Пештани. И татко ми си има оттепано од свирење таму. Го барале дедо ми затоа што кога ќе свирел му го годел чекорот на тој што го игра напред орото. Секојаш вика се водев според тоа што ќе го играт напред за тој што игра да се осеќа убо дури ја игра, да не се осеќа дека е надвор од приказната. И секогаш гледавме и вика имаше и татко ми вика имаше некои работи вика со пеењето, со ритам секцијата, ударни моменти, што ако не ги направиш, губи смисла музиката, а во новиве, да речам, групи и музичари, обично гледат да истера песната, да устера тој дел и да продолжи натаму кај што се парите, не посветва толку од сршта на тоа што е нашето. Добро, ти и некако кога би го правил нештото, би сакал јас да посветам малце време на тие работи, да бидиш дел од моментот тука, не да си го тераш по твое како добро, така некако и татко ми исто има кажувано пример кога ќе баш Пештани кој свиревме вели, се погодеа 2 свадби 3 во исти ден. Па на Богородица. И тогаш правеле сите во Пештани само на Богородица летно време 28 август, само во тој ден се правеле свадбите. Така, и ќе надојде да рече странци ова она. И ќе се погодевме поке групи, ама ти имале некој силен тапанџија. Или ќе се начекавме групите, ќе му влезеше контра и ќе ги сечеш и продолжува сите со нас после. И лудница вика. И видиш тие некои
моменти музички што денешно време не можеме толку да ги видиме, сам има групи што свират, растурат, нема збор. Така е. Ама претежно и тие, особено тие што се одлични техничари музички, Да. цело време некако ми се посветват на техниката, повеќе отколку на душата на приказната. Сега играњето на ората не е толку фокусот на играњето на ората. Не. Затоа викам, сега све е изменето. Сега, например, не е битно како го играш ти орото. Сега битно е да направиш веселба. Знаеш? Така е, да. Генерално. направиш шоу. Порано им било и порано игрорци имало сериозни кои што Така е. внимавале па импровизирале во играњето. Знаеш, сега го немаме тој момент, сега е она шема на нели се забранија. Не се забранија, туку веќе немаш нарачки на песни, пошто веќе се изредени. Да, Тој ритам, имаш тој плейлиста, темпо, да. тој такт и фактички 5 песни ги врзат во исто темпо за да немаш ти спора, па брза, па друг Така е. ритам, па нели, да е тековна. И од тој аспект јас би го зашто порано немало ни само народните инструменти биле, свиреле Така без е. озвучување. Сега веќе имаш ритам машини, имаш све. И со сета таа модернизација би го направил малце да е модерен. Мелодијата да е народна, меѓутоа да не е она да е малце по Така. тоа е моје мислење. Те разбирам, да. Во право си Да. до А пештани па можда што знам што да речам сега, можда дедо ти свирел Можда, на моите. можда, не може да знаеш. Јас знам, ево сега импровизирам, ќе прашам после Може и емисијава. дедо ми, може и татко ми да има свирено, има Да, 70 години татко ми. емисијава ќе прашам. 70. Јас знам дека моите кога правеле свадба, татко ми со негов братуче со кола пештани фактички негде Ресен Битолско, не знам каде. И така вика ги баравме музичарите. Да, Каде живее тој таму и вика тој што не Или свиреше кај свири? на нива беше во моментот. И ја најдовме и нивата браво. и буквално Јако. Моја замислиш како Јако, да. кој ефорт го правеле за да најдат музика Други за времиња свадба. биле, да. И то баш дедо ми дека рече пееле без озвучење кога дојде од идол дома кај нас, Да. интервјуа прати, дедо легва. Шо јас вика не ги есапам овие пеачи, ние напред без озвучење кој ќе викнем нешто сме вредни. Абе да ја. Тоа е то. Други Да ги времиња. надвикаш сите таму во Време. публика. Па тој бил пејачот бил тој. Гласно пеел и добар пејач, нели? Тоа е Интонативно сигурно бил добар, меѓутоа било битно да е гласен. И колку погласно свириш, Така е, По-добро. дефинитивно. да. Дај да маниме нешто уште македонско народно и да бегаме од ти си таму зафатен. Да. Со обавези си, јас треба други луѓе да идат овде, малце да замешаме Па можда работата. пак ќе ти влезе огнен, кај знаеш. Огнен, сигурно Да. ќе помени, па јас сумљам да ти кажем, правиме на сол овде горе, сумљам Аха. дека е тука сместан негде. Мислиш? Тој вели стан ова она тама, мислам дека тука е негде сместен. ефтина кирија? Сигурно. Па ти овде, Да. абе дојдов јас работев, тој тука преспива гарант. Што саеш да маниме сега нешто Не знам, народно? сега тотално сум... немам идеја. Касап скоро, одмеш касап скоро? Сега не зарадам. Почнам да тропам. Ова оро ми е така Одлично едно е орото. од домилените. Никогаш го немам свирено, ме погоди. Прв пат го Не- слушав на Тале Огненовски плоче на Да, малом плик. да. Како дете Тале Огненовски го слушав многу. И нели со тапанот го така да ево така Да, да, може. одлични. Ако не ја свиривме Одличен заедно кларинетист, да. како тема ми е на Одличен кларинетист е Тале беше, беше. Тале Огненовски. И дедо ми, Анекдота знам за Тале. дедо ми е Тале Апостоловски. И тој уште појаго често ги мешале. Ги разбираш, мешале во да. тоа време. Јас за Тале знам, ова претпоставам дека е вистина. Нели најдобар во тоа време, барем така било најдобар. Медиумски бил покрепен Да, доста. И самиот за себе си викал дека е најдобар и бил его трип голем. И некој се зафркавале, некој што и му рекле, абе Тале,
во некое село таму, еден кларинетист многу појак бил од тебе. Италија со кларинетот, живе Мишка. на врата. Ти си тој, да, ајде да се пробаме да видиме кој е појак. Тоа е тоа. Некој Ти денешно си време појак. ќе се избораме за Да, ти си појак. Ајде да видиме кој е Ела појак. ви. Да, и ова Јако. наводно било вистина. Јако. Да. Звер, да не те држам, треба да има Фала ти, фамилија, Ефтен. она имаш Да. свирки, имаш ово она, дај да маниме таа првата што беше новогодишната и да Може, бегаме. може. Мислам, ти ќе одиш, јас ќе пречекам Да. некој, може Огнен, може некој друг. Кој бил? Ајде, Ела. бате. Звер, фала Чуј се, многу фала ти за поканата. за дружбата. Ке се правиме ние, нека се породи жената, нека Да, помине некој пријател, нека ке се пртнат дружиме малце, ние, много не е е. проблем. Ки Да. викни минив тука, нека Може. ни га ламат дружбора, може, ки може. ги наредиме, вака. Ќе ги легнеме тука. Ни га ламат тука. Дечки, ние ќе се вратиме наскоро, да не одјавувам многу, пошто имам и други гости тука негде во ходникот се, само ги најдам кај си се враќаме. Едно джингл, епепе, шпица, како сагаш речи го и се враќаме. Поздрав.